Централно издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер, следуваат настаните на денот. Политичките партии и независните кандидати имаат рок до утре на полноќ да ги достават кандидатските листи за пратеници. Утре истекува рокот и за пријавување на македонските државјани со престој во странство. Зголемен интересот за инвитро оплодување во Македонија, а во пораст е и процентот на успешни инвитро зафати. Од 2008 година па досега направени се 9640 инвитро оплодувања. Изградба на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација и изградба на пречистителни станици и колектори е планирано во планот и програмата за развој за наредната година во општина Кочани. Политичките партии и независните кандидати имаат рок до утре на полноќ до Државната изборна комисија да ги достават кандидатските листи за пратеници. Утре истекува рокот и за пријавување на македонските државјани со престој во странство и за корекција на спорните записи во избирачкиот список. Утре на полноќ истекува рокот за пријавување на листите на кандидати за пратеници од страна на политичките партии и независните кандидати до Државната изборна комисија. До утре на полноќ ставен е на увид и избирачкиот список. До сега само Социјалдемократскиот сојуз ги утврди комплетните кандидатски листи со кои ќе настапи на предвремените парламентарни избори. Демократската партија на албанците објави дека нивниот лидер Мендух Тачи ќе биде носител на кандидатската листа во 6-та изборна единица. Државната изборна комисија утре на полноќ ќе го заклучи и избирачкиот список кој се однесува на 7-та изборна единица, односно на диаспората. 4 дополнителни избирачки места ќе бидат отворени во Берн, Венеција, Детройт и Њујорк. Според Државната изборна комисија, во овие градови се надминува бројот од 1000 гласачи. Државната изборна комисија утре треба да ги представи и описите на 6 изборни единици во земјава. Утре истекува и рокот за пријавување на македонските државјани со привремен престој во странство кои сакаат да го искористат своето гласачко право, да извршат увид во избирачкиот список во конзуларните представништва и да се пријават за гласање на 10 декември. Утре е крајниот рок и за интервенирање на граѓаните со спорни записи во избирачкиот список. Граѓаните кои ги нема во единствениот избирачки список заради тоа што немаат важечка лична карта или пасош, треба веднаш да аплицираат за документ за идентификација. 18 ноември е крајниот рок до кога Државната изборна комисија треба да ги објави во дневен печат листите со кандидати за пратеници. На 21 ноември почнува изборната кампања која завршува на полноќ на 9 декември. На барање на Сдруженијето на оризопроизводители, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски оствари средба со земјоделците од Кочанскиот регион и општина Чешиново Облешево. Целта на средбата е да се види каква е состојбата со откупот на ориз и она што беше барање на оризопроизводителите, да се види дали доследно се почитува тоа што е посочено од страна на оризопроизводителите, дека при откупот несоодветно се прифаќа квалитетот на оризот. Државниот инспекторат за земјоделство пак на места каде што се одвива откупот на оризовата арпа врши контрола кај сите регистрирани откупувачи на оризовата арпа со цел да се утврди дали има отстапки од законските овластувања. Инаку оризовата арпа веќе се откупува по цена од 18 до 22 динари за килограм. Јас жалам што дополнителниот заменик министер се препознал најверојатно со некои од откупувачите и навистина жалам доколку имале одредена шема или некој договор, се со цел да се створи незадоволство и одредена паника кај оризопроизводителите, со тоа што ќе се постапува на начин на кој што ќе се девалвира маката и трудот на земјоделците при давањето, при продажбата на оризот, при предавањето на оризовата арпа кој откупувачите, но сепак тоа е во доменот на неговите сваќања. Можевме да видиме од овие неколку дена дека нема воопшто никакви познавања од оваа материја. Сите оние кои што ги исполнуваат условите, јас мислам дека сум информиран од страна на Сдруженијето за земјоделци, постојат и оние кои што откупуваат редовно и кои што ги почитуваат и правилниците за квалитет
на оризовата арпа и соодветно го прифаќаат согласно квалитетот кој што го поседува оризот кој што го произвеле земјоделците. Ние во овој момент кај што се одвива откупот на оризовата арпа во Кочанскиот регион, како институција надлежна за следење на целиот процес на откуп и постапувајќи по закон за квалитет, вршиме контрола кај сите регистрирани откупувачи на оризова арпа. Тоа го правиме во една координирана активност, се со цел да утврдиме дали има отстапки од законските овластувања кои што го имаат самите откупувачи. Сакам да кажам дека до овој момент кај една компанија веќе се утврдени неправилности во делот на квалитетот на самиот производ, во делот на класирањето и во делот на влагата. Ова е многу битно, бидејќи ние сакаме да заштитиме манипулација и на потрошувачите и на македонскиот бренд Кочански ориз надвор од Република Македонија, а воедно и останатите институции да се провери безбедноста на тие производи. Сакам да отфрлам секакво обвинување за тенденциозност во целава постапка. Меѓутоа, моментот на предизборие се поклопува со моментот на откуп на оризовата арпа. Ние како инспекторат правиме вакви мониторинзи во другите откупи на земјоделски производи текон во секоја година во времето на нивното предавање. Слушнав обвинување дека инспекторатот бил тенденциозен и така натака. Ние само доследно го спроведуваме законот, се со цел да елиминираме најмала злоупотреба во делот на откупот, односно македонскиот земјоделец да биде злоупотребен со својот труд кој што го има произведен. Ние како оризопроизводители имаме сознание дека фирмите веќе дел од фирмите имаат истакната цена од 18 до 22 денари, што не радува дека таа цена до некаде ги задоволува нашите потреби, ја вреднува нашата мака за производството на оризот и се надевам дека и тие фирми кои немаат истакната такви цени дека ќе согледат можноста за пласманот на Кочанскиот ориз и ќе донесат одлука да ги зголемат откупните цени со тоа да оризопроизводителите да си надокнадат својата мака. При почетокот од стартот на овие преговори имавме позиции на откупувачите кои нудеа откупни цени од 13 до 15 денари. Веќе денеска може да зборуваме дека дел од откупувачите имат прифатено откупни цени од 18 до 22 денари со тенденција цената да бележи и натаму раст. Значи, од овие позиции можеме да кажеме дека се задоволени одредени критериуми, меѓутоа ќе продолжиме да работиме во насока, пак ќе речем, да се постигне реалната цена која според нашите видувања изнесува околу 25 денари за килограм оризова арпа и 50 денари за бел ориз. Минути за здравство. Инвитро оплодувањето во Македонија од 2008 година е натовар на Фондот за здравствено осигурување. До сега фондот доделил 9640 ваучери за инвитро зафати, кои се вршат во 9 здравствени установи во државата со над 50% на успешност. Фондот за здравствено осигурување на 2 ноември го додели 1200 ваучер инвитро за прво дете за оваа година. Програмата инвитро, како врвен приоритет на Фондот за здравство, ги надминала очекувањата како според бројот на опфатени брачни двојки, така и според брзината и ефикасноста на нејзината реализација. Задоволува интересот за инвитро оплодување за 2, 3 и 4 дете, а пациентките се целосно ослободени од партиципација. Од 2008 година, откако Фондот за здравство почна да го реализира овој проект, доделени се 9640 ваучери за инвитро, за кој фондот платил околу 387 милиони денари. Успешноста на инвитро оплодувањето во Македонија е на ниво на светските статистики, истакна денес директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Имено во Република Македонија процентот на докажана бременост, што е значна информација, по инвитро постапка во 2011 година изнесуваше 38,7%. Во 2012 година тој процент изнесуваше 41,3%, а во 2013 година 50,5%, во 2014 година 54,5%, а во 2015 година 50,5%. Од овој тренд произлегува дека нашите здравствени установи со кои имаме случајно договор за инвитро се високо специјализирани и со висок процент на успех. Воедно за високиот процент за инвитро постапката влијае и тоа што осигуреничките побрзо се одлучуваат за оваа интервенција, затоа што надоместокот кој го покрива фондот за инвитро е стимулативен за разлика од други здравствени системи каде оваа интервенција не е на товар на државата.
За поголема успешност на овој медицински зафат, лекарите препорачуваат идните мајки порано да се одлучат за инвитро оплодување, бидејќи над 37 годишна возраст процентот на успешност на зафатот рапидно паѓа. 9 здравствени установи во државата имаат склучено договор со Фонд за здравство за вршење на инвитро зафати. Амбасадорката на Република Швајцарија во Македонија денес беше во посета на Пробиштип. Главната цел на посетата е да присуствува на форумската сесија и да ги слушне просперитетните проекти на граѓаните, преку кои општината ќе го креира буџетот за 2017 година. По мерка на граѓаните, Пробиштип ќе го креира буџетот за 2017 година. Општината денес ја одржа четвртата форумска сесија, на која за прв пат присуствуваше и амбасадорката на Република Швајцарија во Македонија, која ги слушаше приоритетните проекти на граѓаните на Пробиштип. Беа дискутирани уште 3 развојни програми на општина Пробиштип. Тоа е уредување на градежно земјиште, што значи водовод, одведување и третман на отпадни води, спортска, понатаму под програмата спортска инфраструктура. Граѓаните беа задоволни од својата работа на форумот. Ние како организатори и спроведувачи или технички персонал на форумот сме исто така задоволни, бидејќи граѓаните навистина дискутираат, ги искажуваат своите мислења. Од друга страна, општината е максимално и крајно транспарентна и сензибилна, осетлива за потребите на своите граѓани. Намерата, целта е да присуствувам на овој буџетски форум, за да видам како буџетскиот форум функционира, затоа што сум убедена дека преку учество на граѓаните и на невладиниот сектор работите многу подобро ќе функционира. Бидејќи сум убедена дека е многу важно граѓаните да знаат и да земат учество во одлуките што ги носат општините. И исто така е добро за општината да знае што им е потребно на граѓаните и врз основа на тоа да ги ориентираат своите услуги според потребите на граѓаните. И ова го кажувам како човек кој што доаѓа од Швајцарија, во земја каде што пристапот е од долу нагоре, каде што граѓаните исто така влијаат на одлуките на властите. Претходно амбасадорката оствари средба и со претседателот на Советот на општината. Поразговаравме по однос како за имплементацијата на овој проект Форум на заедницата, така и по однос на многу други проекти кои што се финансирани од страна на Швајцарската агенција за соработка и развој, како и од владата на Република Швајцарија, како во однос на инфраструктурата, така и по однос на други проекти кои што се пред се во интерес на граѓаните од нашата општина. Како претседател на Совет поразговаравме и по однос на проектот кој што во моментот го финансира Швајцарската агенција за соработка и развој, проектот за екнување на општинските совети, кој што е и како битен за развојот, односно за учеството на Советот во креирањето на политиките во општините. Граѓаните гласаа за приоритетните проекти за 2017 година. Нашите барања од масата лери заштита за животна средина пред се да се изработат пречистителни станици на Киселичка река. Потоа исто така имавме од нашите проекти, значи повеќе пати во текот на годината дивите депонии да се чистат. Очекуваме дека во оваа програма ќе бидат вклопени некои наши иницијативи, посебно за подземни води и можности за техничка вода. Следната форумска сесија и последна, општината ќе ја одржи на 1 декември. Во планот и програмата за развој за наредната 2017 година во општина Кочани е планирано изградба на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација и изградба на пречистителна станица и колектори. Приоритетно место ќе имаат изградбата на улици и патишта во општината. На наредната седница на Советот на општина Кочани се очекува да биде донесен планот и програмата за развој на општината во наредната година. Планот и програмата за развој на општина Кочани за периодот од 2017 до 2019 година ќе се најде на седницата на Советот на општина Кочани закажана за идната недела.
Во неа главен акцент се става на уредувањето на градежното земјиште во повеќе делови на градот и во спортско-рекреативниот центар Пониква, изградба на фекална канализација, водоводна мрежа, атмосферска канализација и изградба на кружен тек дупли мост. Ке се пристапи и кон изградба на неколку локални патни правци во општината кои се однесуваат на планинските населени места Јастрбник, Полаки и Лешки. Во одделот на уредувањето на градежно земјиште се планира пробивање и тампонирање на неколку улици, изградба на кружен тек дупли мост, изградба на улици до 100 метри и асфалтирање на 3 улици со учество на општината во нивната изградба финансирани од Светска банка и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Во планот и програмата за развој за наредната 2017 година се планира и изградба на водоводна мрежа во општината, изградба на фекална и атмосферска канализација, како и изградба на пречистителни станици и колектори. Со средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе се гради локалниот пат од местото викано Полаки до Пониква, потоа локалниот пат Р519 до село Јастрбник, полскиот пат до местото викано Слатина и улицата Гоце Делчев, прв дел во населбата Оризари. Ваквата обемна програма со потребната финансиска конструкција се очекува да биде донесена на наредната 54-та седница на Советот на општина Кучани, закажана за во вторник. Преку протест пред зградата на општинската администрација, жителите на село Разловци упатија барање кон општинските власти поради одсеченоста на селото, бидејќи обилните дождови и надојдувањето на река Брегалница го прекина и така лошиот пристап кон селото. Тие бараат асфалтирање на стариот локален пат, кој сега е привремено решение за пристап кон селото и санирање во најкусможен рок на мостот кај село Работивиште на регионалниот пат кој моментално е во прекин. Стотина жители од село Разловци денес пред општинската зграда протестираат за одсеченоста на селото поради мостот во село Работивиште кој што е затворен поради фаза на негова санација. Жителите бараат привремено решение стариот пат кој што сега е посочен како сообраќајна реализација до селото да биде асфалтиран во должина од околу 5 километри, бидејќи како што велат тие, неговата состојба во моментов не е во многу добра состојба. Тие преку местната заедница испратија барање до општинските власти и очекуваат решение за нивниот проблем. Пред да ги прочитам барањата, да нагласам дека протестот нема никакви политички конотации. Протестот е ради проблемите кои ги имаат жителите на село Разловци. Бараме веднаш да се отпочне со поправката, односно реконструкцијата на стариот пат Разловци-Делчево. Патот да се доведе во состојба за нормално одвивање на сообраќајот. Бараме истиот пат кој е во должина од 5 км да биде асфалтиран. Бараме мостот на река Брегалница кај село Работивиште во најкус можен рок да биде поправен и пуштен за нормално одвивање на сообраќајот преку истиот. Доколку не се решат наведените проблеми, протестите на жителите од село Разловци и пошироко ќе бидат радикализирани со блокирање на патот, граѓанска непослушност и слично. Мостот, водата го однесе у селото пред 3 години, никој не го поправи, луѓето преко реката минуваат за своите ниви. Во селото Работивиште мостот исто 2 години е паднат. Не најдоа време да се направи, најдоа сега да се прави пред избори зимо кога ништо не се работи. Ние можеме да го користиме за леки коли исти ова зимо и нека го прават кога ќе дојде пролет. Они почнаа сега да го прават за зиму, мост не се прави. Овој мост нема да се направи цела година. Стариот го направија, тој пат е добар, тој пат добар за пред тоа коли кога минувале лади, москвичи, а не за сега за овие коли. А патот треба да го направат. Треба да се асфалтира патот за да може да се оди. Оти да биде проводен. Да, оти не дај Боже. Разболеми се жената, мостот не мине. Коли нема, не може да еш, додека да се јава брза помош, нема дека да умре. Отсечени сме од се, катастрофа и препорачувам само асфалтирање на пато. Ако не преземат у најскоро време, натамо се и нашо, ќе преземаме драстични мерки. Кои се тие? Пато ќе го блокираме,
Од одделението за урбанизам и уредување на градежното земјиште во општина Делчево изјавија дека реконструкцијата на мостот на регионалниот пат кон село Разловци е во тек согласно предвидената техничка документација и динамика предвидена од страна на проект менаџерот на приватната компанија изведувач на градежните работи. Станува збор за реализација на комплексна градежна активност која што изискува подолг временски период. Привремено решение за сообраќајно поврзување на село Разловци со Делчево е стариот локален пат Делчево-Атар на село Тработивиште, село Разловци, кој што моментално е уреден на ниво на земјен пат. Обврската за обезбедување на оваа сообраќајница е на инвеститорот. Моменталната употреба на сообраќајницата е во лоша состојба, зашто од општината има добиено известување од инвеститорот дека состојбата за употреба на овој пат ќе се подобри со почетокот на наредната недела. Предвидени се градежни активности за пробивање, порамнување и тампонирање, се со цел да се добие подобра безбедност на оваа сообраќајница. А во врска со барањето на жителите од општината во овој момент не се во финансиска состојба да го асфалтираат стариот локален пат до село Разловци. Реализацијата на ваква активност се планира во наредниот период. Помал број на случаи со семејно насилство, бракоразвод и малолетнички брак евидентира Центарот за социјални работи Виница во изминатиот период. Центарот бележи зголемен обем на работа во делот на користење на материјалните добра по основ на одредени здравствени проблеми. Се помалку семејно насилство и се послаб интерес за стапување во брак без полнолетство, покажува статистиката на Центарот за социјални работи во Виница. Скриено насилство може би има, но веќе се надминати децениските предрасуди со страф од пријавување на жртвата. Се помалку се оние кои ќе молчат и трпат заради мислењето на средината или заради страф од насилникот. Во изминативе десетина месеци стручните служби во Центарот работеле во 3 случаи на семејно насилство, но сите пријави навремено се решени и повлечени. А континуирано од 2010 наваму опаѓа интересот за склучување малолетнички брак. Ако тогаш биле 5 или 7, лани годинава се склучени само 2 малолетнички брака. Што се однесува до семејното насилство, можам да кажам дека Центарот во изминатиот временски период постапуваше само во 2 случаеви и еден случај кој што и во 2 други случаеви кои што ни беа од претходната година. Бројот на малолетнички бракови за среќа е драстично намален, така што во Центарот имаме многу мал број на случаи евидентирано. Нема малолетнички бракови, но затоа пак има разводи. Само во Центарот изминатиот период се пристигнати 8 барања за постапување во бракоразводна постапка, од кои дури 5 се брачни другари кои веќе подолг временски период живеат и работат во странство. Влијанието од Запад не може да ги одмине и нашите луѓе, чија миграција трае повеќе од 2 децении. Причините во главно се истите оние кои што се случуваат и овдека. Начинот на живење, условите на живење, модерниот начин на живење кој што го имаат веќе прифатено од Западна Европа е една од причините. Меѓутоа, како најчести причини за секоја бракоразводни постапки, а вклучително и бракоразводните постапки помеѓу нашите иселеници кои што живеат и работат во странство, се меѓусебната нетрпеливост и несогласување кои што ги имаат во текот на трајањето на брачната заедница и кои што во една фаза, во еден период од нивниот заеднички живот кулминира и за жал доведува до развод на бракот. Во Центарот за социјални работи во Виница изминатиот период е зголемен обемот на работа во делот на користење на материјалните добра по основ на одредени здравствени проблеми. Зашто државата само во 7 месеци од 2016 во Виница по основ на сите видови на социјални услуги има исплатено 5.250.000 денари. Утре напладне во Домот на културата Ацо Шопов во Штип ќе биде промовирана книгата Трофеј, подпишана од Висна Бејби Петрушевска. Се работи за автобиографско дело и книжевен првенец на авторката, која е позната на јавноста како актерка, водителка и стендап комичарка. Центарот за култура Ацо Шопов овој месец има богат репертоар. Воедно после тоа од 19 часот се игра представата Госпоѓа министерка на Македонскиот народен театар. Во текот на овој месец, на 16 и 17 играме представата Суд
овде во Домот на културата. Имаме на 17 16 мислам акција со секоја трета карта, четвртата гратис. Имаме гостување од Јужна Кореја прв пат во Штип со една театарска представа. Тоа е Божикна представа, се вика Божикно чудо, на една приватна компанија. Потоа имаме на 18 ни гостува Кумановски театар со една хит комедија, Бегај жена ми доаѓа. Потоа негде на 27 месец, овој месец, ни гостува една екипа од Србија, заедно со Милан Калинич, Школа за љубовници, од 20 часот. И се очекува и премиерата на новата представа на Штипскиот народен театар Лазаревото писмо, негде тука од 25 до 1 декември да излезе. А во Штип денес беше промовирана книгата Маруша вратена дома од авторката Лилјана Мазова. Се работи за битова драма во 3 чина, напишана во 1925 година од Васил Хаджиманов и Душан Будимировиќ. Драмата е поставена истата година на репертоарот на тогашното Народно позориште Штип и симната од репертоарот. Денеска во Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип беше промовирана книгата Маруша вратена дома од театарската критичарка и публицистка Лилјана Мазова, а промотори на книгата беа Зоран Читкушев и Јасминка Намичева. Книгата Маруша вратена дома е битова драма во 3 чина, напишана во 1925 година од Васил Хаджикимов и Душан Будимировиќ. Драмата е поставена истата година, но воедно и забранета. Токму оваа представа се води како прва забранета во официјален театар во Македонија. Во драмата се има 3 чина, се говори на штипски дијалект, се говори на српски јазик и на француски, зависно од каде се ликовите. Се случува во Белград првиот чин, во една кафејана позната Три шешира и станува збор за битова драма со фолклорни елементи. Има 17 песни од нашата историја, од фолклорната историја музичка. Тие сите се употребени во драмата. Ние не можеме ник да предпоставиме кој е вистинскиот автор. Меѓутоа, напишаниот текст прво пишува Васил Кимовиќ и Душан Будимировиќ. Важноста на Маруша е и во фактот дека е текст од македонското драмско наследство и дека е напишан на јазик кој бил забрануван. Главна причина, по моето толкување, е затоа што македонката Павлина, која во постеп станува Маруша, е многу попаметна и повредна од Србинот Перо, кој еден расипник расипи куќа, она го става во ред. Представата имала многу убав успех, многу е сакала публиката. И се нема друга причина, освен омало ако причина, тоа да не заборавиме дека е Македонија тогаш под српска управа. Имињата се менуваат, македонските во српски се додаваат додавки и слично. И нема друга објективна причина зошто би била забранета. Сите архивски материјали од изданието Маруша вратена дома, авторката Мазова ги подарува на историската поставка на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип. Висок кинески владин представник е избран за председател на Интерпол, јави кинеската новинска агенција. Новиот раководител на Интерпол е досегашниот кинески заменик министер за јавна безбедност Менг Хонгвей. За заменик председател беше избран началникот на Националното централно биро на Интерпол во Москва, генерал мајорот Александар, кој стана првиот русин избран за толку висока функција во меѓународната полициска организација. Шведскиот главен град во последниот век не имал толку снег колку што има деновиве. Имено најмалку 30 сантиметри снег наврнаа во Стокхолм во средата, повеќе од кој било ноемвриски денот рекорден измерен во 1905 година според Државната метеоролошка агенција.
Претходниот рекорд бил поставен во 1985 година, изнесувал 29 сантиметри, што паднале во еден ден, но секако тоа не е ни близу измерените 76 сантиметри снег, измерени во март 1909 година. Утрото наврна 20 сантиметри, а во текот на денот уште 15, вели метеорологот Елизабет Сарнак. Во четвртокот утрото се измерени 39 сантиметри. Снегот предизвика проблеми во главниот град, најмногу во превозот, кога многу автобуски линии беа откажани, а возачите беа принудени да ги напуштат своите возила на патиштата. Неколкумина пријавија дека биле заглавени во своите автомобили по 10 часа. Некои предградија на Стокхолм ги замени автобусите со бродчиња и така ги пренесуваа патниците до центарот на градот. Шпанската полиција уапсила 56 лица во акцијата за детска порнографија преку интернет, која беше спроведена во земјава. Осумничените повеќето меѓу 40 и 60 години обвинети се дека преку интернет дистрибуирале видеа со екстремно брутални сцени на кои се прикажани мали деца, соопшти шпанската полиција. Повеќе од 150 полицајци и 46 истражни судии учествувале во операцијата која спроведена во 28 од 50 шпански провинции. Полицијата наведува во соопштението дека се извршила претрес во 59 куќи и станови и дека заплениле повеќе од 170 компјутерски хард дискови, како и 614 CD-а со порнографска содржина. Овој викенд ќе се одигра второто коло во првата државна лига во одбојка и во машка и во женска конкуренција. Откако забележаа убедлива победа со резултатот 3:0 против Наковски волеј, женската екипа на Угада Студент во второто коло ќе играат против екипата на Јанта волеј од Скопје. Надпреворот е во сабота во спортскиот центар Јордан Мјалком во Штип со почеток од 18 часот. Што се однесува до машката екипа на Угада во второто коло ќе гостуваат кај одбојкарите на Лирија во Жеровјане. Во првото коло машката екипа на Угада беше поразена од екипата на Вардар. Од регионот во машка конкуренција, екипата на Пробиштип Весна Акумулатори пак во сабота ја пречекува екипата на Вардар во спортската сала Софија Петрова. Надпреварот е со почеток од 18 часот. Инаку и одбојкарите на Пробиштип имаа одличен старт во првото коло, каде што забележаа победа со резултатот 3:1 против новиот прволигаш, екипата на Лешок. Фудбалската репрезентација на Македонија денеска замина во Гранада, Шпанија, каде во сабота ќе го одигра квалификацијскиот надпревар против најголемиот фаворит во нашата група за светското првенство во 2018 година. Селекцијата овој пат е подмладена и засилена со поголем број фудбалери од младиот национален тим до 21 година, кои успеа да избори пласман на Европското првенство во 2017 година во Полска. Сега Барди, Велковски, Алексовски, Бабунски, Николов и останатите херои ќе имаат шанса да се докажат и на најголемата сцена, и тоа против една од најсилните европски и светски репрезентации. Атмосферата во националниот тим е одлична, а тоа го покажуваат и фотографиите што фудбалерите сами ги слика и ги објавија на социјалните мрежи, непосредно пред тргнувањето кон Гранада. Надпреварот Македонија-Шпанија е во сабота во 20 часот и 45 минути. Ова беше се за дневникот во 20 часот. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатен остаток од вечерта.